Добро вечер, почитувани гледачи. Ова се најавите за денес. Кривопаланчани во најскоро време ќе добијат нов урбан простор за одмор и рекреација. Европратениците Вајгал, Кукан и Ховид во заедничкото соопштение до медиумите изјавија дека разговорите меѓу лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ биле искрени и треба да продолжат. 5 банки во светот ќе бидат обвинети за манипулации на финансиските пазари. Кошаркарите на Куманово со победа го завршија регуларниот дел од сезоната. ЕУ пратениците Вајгал, Кукан и Ховид во заедничко соопштение до медиумите изјавија дека разговорите меѓу лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ биле искрени и треба да продолжат. Продолжувањето на разговорите меѓу власта и опозицијата ќе се случи вторник во Скопје, кога ќе се одржи новата лидерска средба меѓу Заев и Груевски, на која ќе учествуваат и првите луѓе на ДУИ и на ДПА, Али Ахмети и Мендух Тачи. По 10-часовните разговори меѓу Никола Груевски и Зоран Заев во Страсбур, тројцата пратеници олеснувачи од Европскиот парламент Иво Вајгал, Едвард Кукан и Ричард Ховид испратија кратко соопштение во кое се поздравува како што се навидува искрената дискусија која се водела изминатата ноќ и се изразува очекување дека разговорите меѓу лидерите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ ќе продолжат, пренесува Мија. Во контекст на разговорите кои се одвиваат, премиерот Никола Груевски и лидерот на главната опозицијска партија Зоран Заев се сретнаа со Вајгал, Кукан, Ховид и комесарот Јоханес Хан во Страсбур на 19 и 20 мај 2015. Пратениците и комесарот Хан ги поздравуваат напорите на лидерите на партиите да работат за постигнување договор во интерес на сите граѓани на земјата и да се решат предизвиците кои произлегуваат од кризата во согласно со европските стандарди. Партиите ја потврдија нивната определба за ЕУ интеграција и демократските принципи и се согласија дека на прво место мора да се стават интересите на земјата. Пратениците и комесарот Хан ја поздравија искрената дискусија околу клучните теми на несогласувањата. Сите страни се согласија дека е важно средбите да продолжат, се наведува во заедничкото соопштение на тројцата пратеници и еврокомесарот Хан. Средбата почнала доцна попладнето, најпрво со одвоени средби на двете делегации со европарламентарците, потоа со еврокомесарот Хан и со лесновачите. Во делегацијата на ВМРО, ДПМН се наоѓаа покрај председателот на партијата Никола Груевски, уште Мартин Протуѓер, Никола Тодоров, Никола Попуски, Сашо Мијалков, а тука беше и пратеникот Владко Ѓорчев, кој се приклучи на делегацијата во Страсбур. Во делегацијата на СДСМ се наоѓаа председателот Зоран Заев, Рената Десковска и Роберт Поповски. Началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија генерал подполковник Горанчо Котески денеска учествува на конференцијата на воениот комитет на НАТО во формат на началници на генералштабови која се одржува во командата на НАТО во Брисел. Горанчо Котески, началникот на Генералштабот на АРМ, денеска учествува на конференција на воениот комитет на НАТО во Брисел. На првиот дел од конференцијата армиските лидери на земјите членки на НАТО ќе се запознаат со учеството на партнерските армии на НАТО вежби со цел и развој и одржување на нивната интероперабилност. Главна тема на конференцијата е проценка за прогресот на мисијата одлучна поддршка во Авганистан, со осврт кон подобрување на поддршката на мисијата искажана во иницијативата за засилено партнерство. Началниците на Генералштабот на армиските членки на Алијансата и контрибуторите во мисијата КВОР во преостанатиот дел од конференцијата ќе бидат запознаени и со политичката и воена состојба на Косово, вклучувајќи ги и косовските безбедносни сили. Во рамките на конференцијата денеска е предвидено генералот Котески да положи венец со свежо цвеќе на споменикот пред командата на НАТО во Брисел, а се очекува тој да оствори и повеќе средби на маргините на конференцијата. Пожарникарите имаат најстресна професија, ризикуваат да бидат изгорени или задушени со чад, а често мора да се надвор на лошо време. Денеска се одбележува денот на пожарникарите. Успешно, професионално, справувајќи се со сите ризици што ги носи работата на терен, кумановските пожарникари изминатата година интервенирале во преку 180 акции. Најголем дел од акциите беа пожари, но исто така против пожарната единица учествуваше и во справување со поплавите, како и за време на настаните од 9 и 10 мај во дивата населба при евакуација на жителите од опожарените куќи. Во Куманово во секое време подготвени да одговорат на интервенции има околу 50 на пожарникари со 8 опремени теренски возила.
Хуманост, брза реакција, физичка подготвеност и организираност се особините кои треба да ги има еден пожарникар при интервенција на терен. 50 пожарникари од Куманово се подготвени во секое време да одговорат на повик во случај на пожар, поплава или друга катастрофа. И најискусниот и најмладиот пожарникар во противпожарната единица согласни, за да извршуваш оваа работа потребно е да си подготвен и да се водиш од мотивот на човечност и хуманост. Па искуството ние сме примени тука со школа и не ни беше тешко, сами се одлучиме за оваа професија и што сакаш да го работиш, но никогаш не може да биде тешко. Колку интервенции може ли да се избројат помина низ сила по овој работа? Па никогаш не сме ги броеле интервенции, имаме секој ден, зависи какви интервенции. Каде е најтешко? Па најтешко е по спасување на луѓе. Има побунари што тоа не сме многу обучени и немаме такви справи, опрема за спасување. Па се одлучи, првим почнав како сезонски работник во противпожарната единица. Работата ми изгледаше многу хумано, ми се засвиѓа, така што 2013 година на конкурс се пријавив, конкурирав. Ете, како млад пожарникар, и ден денеска учам од постарите, поискусните колеги и работиме на интервенциите во противпожарната единица Куманово. Во изминатата година кумановските пожарникари успешно се справиле со над 180 интервенции. Немало регистрирано човечки загуби, освен причинета материјална штета. За престојниот летен период, противпожарната служба е екипирана и подготвена, при што на располагање има 8 теренски возила. Традиционално 20 мај прогласен за Ден на пожарникари во Република Македонија, уште од 1836 година од формирањето на првата противпожарна служба во Македонија, тој ден се зема како празник на сите пожарникари. Ова година, со оглед на состојбата во нашиот град, одлучивме да не правиме некои вежби, како што обично работиме, туку само скромно со еден мал коктел да го одбележиме нашиот празник и да ги повикаме луѓето со кои се работуваме, кои ни се блиски, како по служба, така и приватно. Кумановските пожарникари успешно и професионално на висина на задачата беа за време на настаните од 9 и 10 мај во Дива населба. Екипата која учествуваше во гасење на пожари и евакуирање на погодени жители смета дека освен локалните медиуми, никој не им дал внимание достојно за учество во реализираната акција која сама по себе носеше големи ризици, посочувајќи ги особено општината и државата. Пошто бевме под силно полициско обезбедување, се пукаше на сите страни, а за жал не бевме спомнати никаде. Значи, состојбата не беше пријатна кон нас, затоа што бевме под силно полициско обезбедување. Работата е таа што ја знаат сите. Ние сме хумани. По пат на враќање спасивме околу 20 жени и деца. Годинава противпожарната единица Куманово ги подобри условите за работа, со реновирање на санитарните јазли, ходниците и собата за престој на пожарникарите. Кривопаланчани во наскоро време ќе добијат нов урбан простор за одмор и рекреација. Јавното предпријатие Комуналец во соработка со локалната самоуправа на Крива Паланка ќе го уредуваат левиот брег на Крива река спроти велосипедско-ролирската патека, како и самото речно корито. Повеќе во продолжение. Проектот за уредување на мајор коритото на Крива река заедно со двата брега опфаќа хортикултурно уредување, но и уредување на нов простор за одмор, спортување и рекреација, информираат од јавното предпријатие Комуналец. До сега беше уреден десниот брег каде е лоцирана велосипедско-ролерската патека од градскиот парк до спортскиот стадион. Секторот за хортикултурно уредување при комуналното предпријатие беше задолжен за разубавување на кеската површина, а оттаму најавуваат и уредување на левиот брег. Во соработка со локалната самоуправа во проектот е предвидено поставување на скали за спуштање од градскиот парк кон шеталиштето покрај Крива река, а на левиот брег од тука до така наречениот Виолетов мост ќе се поставуваат мини фонтани за пиење вода, украсни фонтани од цвеќе, мини игралиште за одбојка, клупи за одмор, како и качење со реквизити за вежбање. Во тек е подготовката на површината за засадување на трева и цвеќе, информираше директорот на јавното предпријатие Комуналец од Крива Паланка Томе Тодоровски. Проектот е изработен заедно со
десниот брег е изработен во истиот проект и левиот брег уредувањето, меѓутоа десниот брег од речното корито е поставена трим патеката и велосипедската патека, додека од левата страна се предвидува да биде малце као рекреативен парк со одредени содржини на зеленило, китки, мали фонтанички, кои што ние сега као прво ја правиме подлогата, значи да поставиме подлогата рамна да биде посејано травната површина, а постепено ќе ги правиме сите оние елементи како патека, елементи како фонтани. Тука е предвидено исто така и мини спортски терен, каде што има некое игралиште за одбојка, скали, така да сето тоа со текот на времето од Шанин мост, така наречено, ќе се уредува до Лилјаков мост. Тука е предвидено на самото езерце да има два гейзери, поставени од левата и од десната страна, а низ речното корито нагоре планираме да поставаме водени завеси, односно на неколку места ќе поставиме водоскок во облик на шампањско. Левиот брег ќе биде осветлен со 20 на канделабри. Стената проектот предвидува ново автентично урбано место, кое освен што ќе биде визуелно убаво, ќе биде пријатно за одмор и рекреација. 15 лица од 3 групи роми, млади невработени, евидентирани најмалку 6 месеци како невработени и родители на деца со пречки во развојот. Вработувањето на овие ранливи категории невработени се спроведува преку проектот Образование на роми и на возрастни лица со интелектуална попреченост во рамките на програмата Општинско корисна работа 2015 и е поддржано од Министерството за труд и социјална политика, UNDP и Агенцијата за вработување на Република Македонија. Општината Куманово го објави огласот за вработување на лица преку проектот за општо корисна работа. Преку овој проект се овозможува социјално вклучување на невработени лица преку нивно ангажирање со скратено работно време од 20 работни часа неделно, со што ќе се стекнат со одредени вештини, постепено ќе се вклучат на пазарот на трудот. Нивното ангажирање треба да биде со скратено работно време, вкупно 20 часа работни неделно, со надоместок во износ од 6200 во кој се вклучени персоналниот данок и осигуруваниот повреда при работа. Сега, од аспект на ова прва целна група на корисници на услугите од проектот, целта е значи нивно вклучување во процесот на образование за возрастни, бидејќи во време кога тие беа на возраст соодветна за поаѓање на училиште, немавме предвидена законска можност за инклузивно образование, а сега имаме законски предвидена можност за образование за возрастни. Би било крајно дискриминирачки да барем сега не бидат вклучени во тој процес, заради тоа е и овој проект. Со проектот, освен што ќе се овозможи вработување на овие ранливи категории невработени лица, се овозможува и давање услуги кон корисниците на двата центри за лица со интелектуална попреченост, како и за децата од ромската етничка заедница. Една програма ќе биде за лица постари кои што од оправдани причини го немат оформено основното и средното образование, каде што ќе работиме на тоа поле дека некои од основните училишта ќе поднесат барање за да се стекне со добивање или со таа програма за да добијат на крај самите лица кандидати што ќе бидат вклучени да добијат сертификат за завршено основно образование. На огласот се бараат професори по физичко и музичко образование, професори по оделенска настава и дрворезачи. Огласот ќе трае до 27 мај. По завршување на рокот ќе се спроведе интервју, а кандидатите кои ќе бидат изберени ќе бидат работно ангажирани од 1 јуни годинава. Советниците дискутираат, граѓаните читаат. Како до потранспарентни локални совети е проект на Сдруженијето на младите европски федералисти со уште 5 партнер организации од други градови од земјава. Во текот на двомесечниот проект ќе се организираат тркалезни маси на кои ќе присуствуваат граѓаните, представниците од невладините организации, локалните совети и општините каде ќе се разгледуваат веб страните на општините, како ги информираат граѓаните и каде треба нешто да се поправи во тој процес. Проектот е поддржан од Фондацијата Метаморфозис и Македонскиот центар за европско образование.
Општините и локалните совети да бидат потранспарентни за граѓаните да можат полесно да дојдат до информациите, побара денеска Сдруженијето на младите европски федералисти и покрај тоа што општина Куманово сите новости и седниците ги пренесува на својата интернет страница. Сепак другите општини во земјава не го практикуваат ова, сметаат представниците од џЕФ. Тие се уште 5 партнер организации од повеќе градови ќе спроведат проект за полесно информирање на граѓаните со работењето на советите и локалните самоуправи. Во текот на двомесечниот проект ќе се организираат тркалезни маси на кои ќе присуствуваат граѓаните, представниците од невладините организации, локалните совети и општините, каде ќе се разгледуваат веб страните на општините, како ги информираат граѓаните и што недостасува во тој процес. Не постои практика на постојано информирање за сите оние работи кои што излегуваат од имателите на информација, односно од општинските совети и сите останати вработени во јавната администрација. Со спроведување на овој проект, организаторите очекуваат да се зголеми свеста кај граѓаните и советниците за потребата од постојано и континуирано доставување на информациите од јавен карактер, кое треба да продолжи и по завршувањето на истиот. За таа цел овој проект започна со повеќе обуки, значи дводневни обуки кои што има за цел пред се да ги обучат представниците на грантистите како да действуваат за да возможат потранспарентно граѓанско општество. Проектот е поддржан од фондацијата Метаморфозис и Македонскиот центар за европско образование. Младите повеќе сакаат да седат во фотелја отколку да коваат железо. Носталгично, старите мајстори велат дека занаетите им го отстапија местото на трговците. Центарот за вработување од Куманово работи на мерки за потик и разни обуки на младите занаетчи. Децении наназад, пред налетот на новото технолошко време, исчезнува старата архитектура, катанците на дуќаните се секојдневие, така полека умира мирисот на едно време. И додека во светот ревитализацијата на старите градови не може да се замисли без поддршка на старите занаети. Во Куманово примерите можат да се набројат на една рака. Од фактот дека занаетите умираат, загрижени се старите мајстори и граѓаните, кои велат дека модерното време направило неработници од младите, кои не сакале да земат алат во рака и нешто да научат. Тоа е голема грешка. Занати е, да ти кажу, па боле од факултет секое време што е. Ако знаеш, ако си знатлие, ќе знаеш, примерно механичар, ќе поправиш кола, ќе поправиш електрика, све ќе поправиш, ќе имаш пуно паре. Мислам дека сви запнава на школи за факултети тие работи. Да ти кажу право, немам поема, не ли да работи, што е, не знам. А што ги советувате вие? Треба ли да учат занает? Советую, јас сам бија чирак у тоа време. Одлично сум живеја до овие 2 години последни. Не су заинтересирани што не ги се работи. Нигде не работи млади, гледаш. Треба да се има без занати. Тој си е вработување, ќе си биде повише. Не сакав да работи. Еве укинуе занати, има ги некои, јас сам бија чурчија. Еве, комај не постои ни еден чурчија. Од средните училишта информираат дека последните години заинтересираноста за занаетите од година во година опаѓа. Оттаму додаваат дека се трудат да го одржат континуитетот со нови методи на привлекување, но велат дека проблемот не е во заинтересираноста, туку во опаѓањето на наталитетот. Според податоците од Центарот за вработување во Куманово, дефицитарни се техничките науки, односно градежните и шумарските инженери. Оттаму објаснија дека Агенцијата за вработување има мерка за потик на младите занаетчии. Додадоа дека ќе се направи истражување за дефицитарни занаети во Куманово, зашто подоцна ќе се организираат и обуки. И тука ќе го напоменам чевларството, фризерските струки, педикирство, манекирство. Дори пред една година имавме и обука во земјоделското училиште. Во техничкото училиште имавме обука за заварувачи, за аргонско заварување, за монтажери на струја во индустријски објекти, во градежни објекти. Но и покрај мерките за самовработување и обуките, традицијата за занаетите е оставена на постарите. Старите чувари на традицијата разочарано велат дека занаетите им го отстапиле местото на трговците. Уште една генерација млади кривопаланчани деновиве го комплетираше 4-годишниот образовен циклус во гимназијата Ѓорче Петров. Традиционално по тој повод матурантите беа поздравени и почестени со торта од првиот човек на општината Арсенчо Алексовски, кој им посака успех како при полагањето на државната матура, така и при уписите на факултетите и воопшто во иднината. У
Училишното звоно го означи почетокот на последниот училишен час за 200 матуранти од средното општинско училиште Ѓорче Петров, кои по годините од задолжителното образование ќе се упатат кон посериозни животни предизвици. Како и предходните неколку години, подршка стигна и од градоначалникот Арсенчо Алексовски, која збогати забавата на матурантите на платото пред средното училиште. Традиционално, првиот човек на општината ги почести со торта и им посака многу успеси. Наедно им порача дека од сега и на нив ќе падне одговорноста во добро светло да ја представуваат Крива Паланка, а во иднина и да ја водат. Ова се сепак деца наши од градот, деца кои еден ден ќе станат водители на градот, деца еден ден кои ќе го водат градот на било кој план. И затоа сите тие заслужуваат внимание. Јас еве уште еднаш ќе кажам, искрено им честитам на сите, им посакувам прво да ја положат матурата, потоа да продолжат натаму по патот на животот и да бидат сите успешни. Крива Паланка е општина која има доста успешни луѓе. Гимназијата Ѓорче Петров е институција која не само во Крива Паланка, туку и во Република Македонија, па и надвор од Република Македонија дала доста успешни кадри, дала доста успешни луѓе. Директорот на средното општинско училиште Миле Милковски изрази убедување дека матурската прослава ќе мине во заедничка веселба и дружење, а учениците од средношколските денови ќе понесат убави спомени. Наедно директорот повика учениците да се однесуваат одговорно во овие денови на славење. Денешниот ден фактички присуствуваше и градоначалникот на општината Крива Паланка. Се радува дека тоа е кај нас една традиција да не посети градоначалникот на денот кога матурантите го завршуваат или го закружуваат своето школување во нашето училиште. Јас сум посебно така импресиран од она што го прави гестот на градоначалникот и се разбира дека тоа е една убава традиција. Ја верувам дека има наредниот период оваа традиција ќе продолжи. Нормално дека матурантите сега денеска го завршуваат своето школување во ова училиште и се разбира дека ќе понесат со себе куп на знаење, кое знаење ќе може да го искористат понатаму или да го продолжат своето школување, или па се разбира дека они кои нема да го продолжат своето школување, се разбира дека ќе побараат можности за некаде да вработување. Ова се денови кои се секогаш остануваат во сеќавањето на секој човек, пред да тргне во битката со посериозните животни предизвици. Порачуваат професорите кои на матурантите им посакаа успешна иднина и што помалку искушенија на тој пат. Сдруженијето на пензионери од Куманово во рамките на годишната програма денеска реализираше спортски надпревари во близина на Соколана. Пензионерите своите вештини ги демонстрираа во атлетика и тоа во неколку дисциплини, а резултатите не беа во прв план. Сдруженијето на пензионери од Куманово, едно од најактивните во Република Македонија, продолжи денеска со остварување на својата богата годишна програма. Денеска во близина на Соколана беа реализирани спортски надпревари во атлетика, на која пензионерите покажаа завидна умешност. На надпреварите беа присутни поголема бројка на пензионери кои во ред чекаа за настап. Па, како и секоја година, така и оваа година, согласно нашата програма за работа и програмата за спорт и рекреација и одмор на пензионерите се предвидени согласно оваа програма, така да сега по овој општински надпревар, значи, како што реков, следуваат регионалните игри, а потоа и подготовки за републичките спортски игри. Спортот е многу важен сегмент, што би се рекла, за пензионерите или за личности од трето доба. Затоа што не само што се рекреираат овде, туку тие на еден начин и спортуваат, ги развиваат своите спортски дисциплини. Јас еве трета година како поред се надпреварувам во атлетските дисциплини. Годинава ја изменивме малку дисциплината, но се тоа е во знак на подобрување на резултатите. Имам освоено и неколку медали, но пред се овде не сум заради медали, туку заради едно дружење, и како што рековте, заради спортување. На крајот, како што рекоа самите, осварените резултати не беа во прв план. Се надеваат дека и наследните средби, кои до крајот на годината пак ќе ги има, да се соберат во голем број и повторно да се дружат.
Стопанството бара брзо разрешување на состојбата бидејќи актуелната во Македонија има негативно влијание во економијата. Бизнис заедницата очекува да се разреши што е можно побрзо и да не се остварат најавите за можност големување на каматните стапки, кое дополнително ќе има негативно влијание. Извршниот директор на Сојузот на стопански комори на Македонија Митко Алексов денеска одговарајќи на новинарски прашања истакна дека бизнис заедницата очекува да се разреши што е можно побрзо состојбата и да не се остварат најавите за можност големување на каматните стапки кои дополнително ќе има негативно влијание. Врз основа на информациите од нашите членки, Сојузот на стопански комори излезе со став дека состојбата е деликатна во овој момент и што е најважно, таа треба да се разреши што е можно побрзо со најмали последици. Негативното влијание пред се е евидентно на намалината лична потрошувачка, особено за трајни потрошни добра, и има ризици кои ги детектираат комерцијалните банки и може да дојде до поголема рестриктивност во нивната кредитна политика, така што сите фактори негативно влијаат и се поскапува производството, изјави Алексов. Тој додаде дека очекуваат предвидениот раст на економијата од 4% да се оствари, меѓутоа додава дека треба да се земе предвид со одредена резерва, бидејќи треба да се види како ќе се развиваат понатаму состојбите во земјата. Според него, актуелната состојба може да влијае и на кредитирањето на претпријатијата. Посочи дека зголемувањето на каматните стапки е лош сигнал и лошо ќе влијае на работењето на компаниите. Очекува тој негативен тренд да не се случи, но доколку дојде до такво нешто, бизнис заедницата очекува да не биде нешто драстично, туку во поднослива мерка. Пет банки во светот ќе бидат обвинети за манипулации на финансиските пазари. Руската војска втора по сила во светот. Во Монтреал уапсени 10 лица поради обид за приклучување кон исламската држава. Погледнете ги вестите од светот. Петте најголеми банки во светот се очекува денеска да бидат обвинети за вршење криминални активности, како и да им бидат одредени парични казни со вкупна вредност од над 5 милијарди долари, изјавија добро упатени извори. Како што јави БТА, тоа се очекува да се случи во рамки на спогодбата со американските и британските власти, а обвиненијата и казните ќе бидат поради манипулации со монетарните пазари. Се очекува американските банки Citigroup и JP Morgan и британските Barclays и Royal Bank of Scotland да бидат прогласени за виновни по обвинението за криминални дела, поврзани со манипулации на вонберзанскиот меѓународен монетарен фонд. Швајцарската банка UBS се очекува да ги избегне криминалните обвиненија откако доби имунитет, предупредувајќи ги властите за евентуалниот проблем. Но банката може да биде обвината за криминална дејност, односно манипулација на просечната каматна стапка, која ги одредува каматите, според кој банките нудат негарантирани заеми на лондонскиот меѓубанкарски пазар Либор. Вооружените сили на Русија го зазедува второто место веднаш по сат на ранг листата на најмоćни армии на светот, која состави магазинот Business Insider. Според мислењето на експертите, високата позиција за Русија ја обезбедија случителниот број на тенкови 15.398 и на силите на воената морнарница на Русија преку 200 подморници. Рейтингот на најсилните армии на светот го составија стручњаците на американскиот магазин Business Insider. Руската војска според нивната оценка се најде пред кинеската армија. Според податоците на изданието, Русија годишно троши на војска околу 60 милијарди долари. Војската на САД е прва поради годишниот воен буџет на Америка кој изнесува околу 577 милијарди долари, што е речиси 4 пати повеќе од трошоците на Кина за одбрана, 145 милијарди долари, и 9 пати повеќе од воениот буџет на Русија. САД ги надминува сите по бројот на борбени авиони 13.892 и носачи на авиони 10. Третото место на рейтинг листата на најсилни армии го зазема Кина. Според податоците на магазинот, војската на Народна република Кина има најголем број на војници, 2,3 милиони. На листата потоа следат армиите на Индија, Велика Британија, Франција, Јужна Кореја, Германија, Јапонија и Турција. Канадската полиција уапсила 10 момчиња на меѓународниот аеродром во Монтреал при обид да ја напуштат земјата и да и се приклучат на џихадистичката група Исламска држава. Според полицискиот извештај, групата е уапсена минатиот викенд, а нивните пасоши ќе бидат одземени. Момчињата се обвинети поради нивната намера да им се приклучат на милитантите на Исламистичката држава, кои контролираат големи територии во Сирија и Ирак. Се уште не е поднесена пријава против нив и полицијата разговара со нивните семејства. Апсењето е извршено неколку месеци откако 5 момчиња и 2 девојки ја напуштија Канада и веројатно се придружиле на Исламистичката држава.
Кошаркарите на Куманово со победа го завршија регуларниот дел од сезоната. Во петок екипата на Куманово ќе ја почне решавачката рунда од плејофот против Работнички во обид да се избори за големото финале. Кошаркарите на Куманово со вчерашниот напредок против Работнички го завршија регуларниот дел од сезоната, а во наредниот период, почнувајќи од петок, ќе се случат најважните надпревари во оваа сезона, мечевите кои ќе го донесат новиот шампион на Македонија. Вчера во спортската сала без присуство на публика, Куманово и Работнички одиграа, би се рекло, ревијален напревар, но и на него видовме одлична кошарка и голема ефикасност на двете екипи. Како во првото, така и во второто полувреме, кошаркарите на двете екипи демонстрираа голема борбеност како да се работи за меч на сезоната. Потврда за тоа е нерешениот епилог на крајот на регуларните 40 минути, кои завршија 90-90. Во продолжението од 5 минути Кумановци има повеќе успех и на крајот го реши на преварот со 108-98. Тројце кошаркари на Куманово има дабл учинок и тоа Костовски, Джекич и Луковиќ, додека кај Работнички најефикасен беше ветеранот Гечевски. Во петок ќе се одигра првиот меч од разигрувањето за титулата, а во него Куманово повторно ќе се сретне со Работнички во Скопје. Скопјаните имаат предност на домашен терен доколку дојде до мајсторка. Во секој случај возбудувањата доправо ќе следуваат, а да се надеваме дека кошаркарите на Куманово ќе смогнат сили да го елиминираат Работнички и за прв пат да играат во големото финале. Во второто полуфинале ќе се сретат актуелниот шампион Мозата Скопје и Фени. Во вестите од меѓународниот спорт донесуваме. Екипата на Голден Стейт стартуваше со победа во финалето на надпреварот против Запад против Хјустон. Германскиот тренер Јерген Клоп од оваа лето ќе седне на клупата на Реал Мадрид. Започна финалето во западната конференција во НБА лигата. Во првиот напревар екипата на Голден Стейт го совлада Хјустон со 110-106 и поведе со 1-0 во серијата. Напреварот беше мощно ефикасен и двете екипи имаа одлична реализација. Во текот на целиот меч Голден Стейт имаше константно водство, а Хјустон само во финишот се закани, но тоа беше се што направија Рокетси во овој напревар. Имаше неколку звезди кои се истакна, но сепак го извојуваме феноменалниот Стефон Кари, кој реализираше 34 поени, а го пратеа Клеј Томпсон со 15 и Харисон Банс со 14 кошеви. Во екипата на Хјустон блескаше Харден со 28 поени, но неговата ефикасност не беше доволна за нешто повеќе. Вечер во сира на преварот од источното финале помеѓу Атланта и Кливленд. Тренерот на Борусија Дортмунд Јерген Клоп од наредната сезона ќе седне на клупата на Реал Мадрид, пренесува германското радио Дојчланд. Клоп ја прифатил понудата на Реал и според информациите ќе се обрзе на верност до 2018 година, а неговата годишна плата ќе изнесува 8 милиони евра. Причината за смена на Анчелоти е поради тоа што не освои ниту еден трофеј во сезоната. Од друга страна, Клоп е докажан тренер, кој со Борусија Дортмунд во изминатиот период имаше одлични резултати, меѓу кои 2 титули шампион на Германија и Суперкуп, како и финале на Лигата на шампиони во 2013 година. Какво време не очекува во наредните денови, погледнете од Метео за североистокот. Тоа беше се што подготвивме за денес. Имајте убава вечер и останете со програмата на К3.